заблагодарам на довербата што ми ја дадовте во 2009 година и да ги видите резултатите кои што ги направивме во градот Скопје и во општина Кисела Вода. Тие резултати се видливи, меѓутоа ние би сакале да ве потсетиме на нив. Ќе кажам само неколку од нив кои што ги реализиравме овде во општина Кисела Вода. Во 2010 година ја реконструиравме Првомајска од Маркова река па се до Пинтија. Веќе нема коловоз кој што има многу дупки и коловоз кој што навистина представуваше проблем за движење на граѓаните на Драчево и на останатите општини кои гравитираат овде. Го реализиравме булеварот Србија од Јане Сандански па се до фабриката за цемент. Веќе драчевчани и останатите немаат проблем на таа раскрсница. Долги колони се создава при движењето по таа раскрсница. Веќе тоа е минато. Тоа е една модерна раскрсница која го подобри сообраќајот во овој дел на градот Скопје. И што е најважно, онака како што и ветивме во 2009 година, реализиравме дел од булеварот Борис Трајковски по Ранешта Првомајска, од рампа Кисела Вода се до почетокот на Окис. Јас, како кандидат за градоначалник и мојот тим, изработивме достоинствена програма за подобрување и подигање на степенот и квалитетот за здрава и функционална животна средина, која сите ние ја заслужуваме како дел од метрополата на Република Македонија. Нашата програма содржи 41 проект. Ќе набројам само неколку од нив кои со поддршка на владата на Република Македонија и градот Скопје ќе бидат реализирани. Развој на индустријската зона на булевар Борис Трајковски. Втора фаза на проширување на булевар Борис Трајковски. Носење на детален урбанистички план во делот на индустријската зона на булевар Борис Трајковски. Донесување на детални урбанистички планови за населените места во општината. Заокружување на процесот на легализација на бесправно изградени објекти. Изградба, доработка и реконструкција на атмосферската и фекалната канализација низ целата општина Кисела Вода. Создавање на нови работни места преку привлекување на домашни и странски инвестиции. По пат на јавно-приватно партнерство ќе се реконструира спортскиот центар Расадник. Подобрување на постојната и изградба на нова инфраструктура. Изградба на репрезентативен објект кај сегашната руинирана фабрика за сапун Цветан Димов. Реконструкција на културниот дом во село Драчево. Изградба на нов културен центар во Кисела Вода. Дислокација на центарот за зависници. Добро вечер, Кисела Вода. Добро вечер, Киселоводчани. Добро вечер, Драчево. Драги пријатели, ќе повторам и тука, да не се заборави. Не може да работи еден градоначалник и да ги оствари своите ветувања, ако тој ја нема целосната подршка од мнозинството советници. Законите во Македонија се така срочени, да ако нема мнозинство на советници, градоначалникот од ВМРО ДПМН нема да може да си ги оствари проектите кои што ги замислил, ги ставил во програмата и ги ветил. Затоа сите вие што сакате да го поддржите и Коце Трајановски и Билјана Беличанец Алексич, не заборавајте, ако сакате да ги поддржите и советничките листи на ВМРО ДПМН и коалицијата. Во соработка со градот Скопје, реконструирани и проширен е булеварот Србија. Проширена е улицата Борис Трајковски, поранешна Првомајска, во соработка со градот Скопје. Изградена е новата водоводна мрежа во Порупи, со поддршка на Министерството за транспорт и врски. Изградена е и фекалната канализација во Драчево во должина од 5 километри. Билјана Беличанец Алексич е личност која што добро ја познавате. Како актер во драмскиот театар, ја познаваат не само во Кисела Вода и не само во Скопје, туку за секаде низ Македонија.
Но освен како одличен професионалец, зашто несомнено ќе се изјаснат не само граѓаните, туку и незините колеги во театрот и воопшто во театрите. За неа е добро познато дека се работи за многу сериозна и стабилна личност. За личност која што е полна со енергија. За личност која краси особина да е многу одговорна. Сочивме програма за која што цврсто веруваме и ветуваме дека е реална, дека е остварлива, дека нема работи кои што се невозможни да се направат и дека ќе биде исполнета во наредните 4 години. Во таа програма, драги пријатели, покрај останатото, предвиден е и развој на индустријската зона на булеварот Борис Трајковски, со што дополнително ќе се поттикне развојот на бизнис климата и ќе се отворат нови работни места. Голем број од нив за киселоводчани. ВМРО секогаш кога може дава се од себе, инвестира, создава, гради, прави дела, конкретни дела. ВМРО ДПМН е партија која што не само што е посветена на остварување и реализација на ветеното на граѓаните. Таа е посветена и на силно градење на Македонија, чување на низината гордост и на основните вредности на нашата држава и нашата нација. Затоа ВМРО ДПМН е почитувана овдека во Кисела вода. Драги пријатели, на што се сеќаваме во Кисела вода за време на владењето на СДСМ? Креирана и создадена градежна мафија, како Фиком и други фирми кои оштетија многу граѓани со продавање на еден стан на повеќе лица. По нашето доаѓање на власт се разоткри овој криминал и главните актери се ставија таму каде што им е местото, во затвор. Во време на СДСМ, во руралните делови и населби на Кисела вода, не беше изградена ниту асфалтирана било која улица, ниту пак е изграден водовод или канализација, а за изградба на мостови, уредување на паркови или реконструкција на училишта не стануваше ниту збор. СДСМ ќе се подсетиме овде во Кисела вода ги затвори фабриките како Саквара, текстилната фабрика Црвена звезда, Хемтекс, Гигантот Типо, фабриката Прогрес, се уништи фабриката за сапуни Цветан Димов, конфекцијата Мирка Кинова и многу други погони во кои што во голема мерка работеа луѓе кои што живееа во ова општина. СДСМ не може овде да се пофали со добро завршена работа кога имале довербата. И затоа на овие избори да гласаме за тие кои создаваат дела, за партијата која создава дела и за луѓе кои знаат да прават дела. Да гласаме за Билјана Величанец Алексич и да гласаме за Коце Трајановски, како и за носителите на листите Трајче Донев и Владо Поповски. Да сте живи и здрави! Да живее Кисела вода! Општина Центар го реализираме нашиот првенец, првиот булевар во градот Скопје, булеварот Илинден, кој што допринесе за подобар сообраќај во градот Скопје. Не застанавме тука, продолживме понатака. Следниот булевар, булеварот Климент Охридски. Следниот булевар, булеварот Теодоси Гологано со турбо кружниот тек, кој што беше црна точка во градот Скопје. Веќе овој булевар е посакуван за возачите и многу возачи го практикуваат него и булеварот Илинден. И не само поради тоа, и поради тоа што на сите булевари кај што можевме ставивме зелени бранови. Приказната за општина Центар мора да продолжи. Општина Центар мора да се развива со истиот интензитет, со вашите идеи и потреби, преку наши проекти да ја направиме уште побава и уште попријатна за секојдневното живеење. Центар го заслужува тоа, Центар заслужува да го задржи епитетот европски. Така ќе продолжиме и во наредните 4 години, излегувајќи во пресет на барањата на граѓаните преку довршување на двата плоштада пред црквата Свети Димитрија и пред црквата Пресвета Богородица. Ќе изградиме целосна инфраструктура,
што подразбира фекална атмосферска канализација, водовод, нисконапонска струја, нови коловози, тротоари, улично осветление, урбана опрема во Маџар мало, Ново мало и Крњево. Ќе ангажираме консултант кој исклучиво ќе работи за потребите на граѓаните од овие три мала. Сакаме да го забрзаме процесот на реализација во овие три мала. Неправедно луѓето живеева децении во субстандарди. Овој консултант ќе биде на располагање исклучиво на овие граѓани и ќе дава сугестии, напатствија како да дојдат побрзо до одобрение за градба. Заедно со Агенцијата за млади и спорт и со Министерството за образование на територија на општина Центар ќе никнат 5 спортски сали во наредниот 4-годишен период. Добро вечер, Центар! Добро вечер, Скопјани! Добро вечер, ВМРО ДПМН! Денеска сме собрани тука во Центар, во општината во која што го поминав повеќе од половина од мојот живот. Да дадеме подршка на сегашниот и еден градоначалник на Центар, Владимир Тодоровиќ. Владимир Тодоровиќ го знаете подолг период, го знаете и пред да стане градоначалник. Тој е еден од оние бизнисмени кои што се појавија веднаш по добивањето независност на Република Македонија и секогаш најмалку по една работа можеше да биде одвоен од другите. Луѓе прашуваа кој е тој човек што не е ни во СДСМ, човек што не ни барал нешто да му се даде државно, што ништо не приватизирал државно, а работи тивко, макотрпно, од нула почнат бизнис, со собствени средства, со собствен труд, со своите 10 прсти и со својот ум. Тоа беше Владимир Тодоровиќ, кој туа по туа ја градеше својата компанија Тинекс, која што стана македонски бренд, во која што работува многу луѓе, во која што работува луѓе кои што ги прехрануваат своите семејства, се грижи за нив. Драги пријатели, веројатно многу од вас и не забележале, затоа што Тодоровиќ тој многу не го рекламираше, дека се изврши од страна на општина Центар реконструкција и санација на над 60 улици на целата територија на општина Центар. Се изгради новата катна гаража кај Судска палата, во која се инвестира 5 милиони и 600.000 евра и се обезбедија над 500 паркинг места. А од неодамна почна да се гради и втората катна гаража веднаш тука преку улицата до поранешна Нова Македонија. Изграден е нов двократен паркинг кај трговскиот центар Беверли Хилс во населбата Капиштец. Изграден е скверот Јадран, инвестиција вредна 50 милиони денари и едно од најубавите качиња во Скопје. Со подршка на општината Центар се изгради националната арена Филип II Македонски. Инвестиција која што за жал беше начекана на нож од опозицијата од СДСМ и за која ќе остане запамтено дека против кандидатот на Владимир Тодоровиќ до ден денес не се одважи да се извини за небулозите што ги говореше кога се отвараше северната трибина и кога кажуваше дека таа веројатно ќе падне, дека тој се чувствува многу небезбеден и дека ќе си одел на јужната. Такви манипулатори во политиката не ни требаат. Нам ни требаат луѓе што создаваат дела, луѓе градители, луѓе создавачи, луѓе кои ветуваат и исполнуваат, а не кои што манипулираат со чувствата и емоциите на граѓаните. Почитувани присутни, на крајот на неговиот мандат, кога и самиот Владимир Тодоровиќ не знаеше дали ќе биде повторно кандидат или нема да биде, тој честно и студиозно подготви отчет за неговото работење, како што треба, како што личи од еден доблесен човек, кога му завршува мандатот, независно дали пак ќе се кандидира, дали нема да се кандидира, тој сака да си даде отчет пред граѓаните, затоа што дал збор, затоа што ветил, затоа што одел од врата на врата, затоа што ги гледал луѓето во очи и им ветувал, им пружи рака, им дал свој збор, отчетност, посветеност, одговорност. Така се работи. Така во минатото, драги пријатели, до 2006 година никогаш не се работело. Кога во 90-тите години СДСМ дал отчет? А и зашто да даде отчет?
за кое дело, за која градба, за кој крупен решен проблем во Македонија да дадат очи. Драги пријатели, по завршувањето на оваа фаза и давањето на очето, се продолжи со изработка на новата програма, која што се работеше како од стручните лица во општината, така и со прибирање на мислења од сите граѓани на општина Центар. Од сите оние на кои што општината име живеалиште или работно место. Од сите оние кои што сакаат да дадат идеи за понатамошниот развој на општината. Тоа го правевме на отворени пунктови, тоа го правевме на многу места. Секој граѓани што сакаше да даде мислење, предлог, забелешка, па и критика, можеше да дојде и да го даде тоа. Дојдоа илјадници граѓани, дадоа многу идеи, дадоа многу проекти. И навистина, најважното беше да се направи вистинската приоритизација, да се одберат најитните, најважните, најприоритетните. Тоа се направи и во општина Центар, и во градот Скопје, и на тој начин се произведе новата програма за Центар и за град Скопје 2013-2017 година. Во неа може да најдете многу интересни и важни проекти. Предвидена е изградба на подземен коридор од булеварот Илинден до комплексот Банки. Ова градба ќе работиме заедно. Градот Скопје, општина Центар и владата на Република Македонија, така што со заеднички сили во духот на слоганот од нашата поранешна кампања, каде што рековме дека заедно можеме повеќе, јас ќе додадам во духот на оваа кампања дека заедно можеме да направиме многу повеќе дела. Дела за Центар, дела за Скопје, дела за Македонија. Уште еднаш дозволете да ве повикам, да ве потсетам дека во време на СДСМ во општина Центар, најурбаната општина, не се изгради ниту еден капитален објект. Она што остана од тоа време, еден од спомениците кои што тие ги оставија, се објектите од типот на кинески зид, дивоградбите Тифани 1 и Тифани 2, Лумикс и така натаму. Во време на СДСМ не се сеќаваме на некоја поголема реконструкција на фасади или на булевари и така натаму. Не се сеќаваме дека се изгради или реконструира некој училиште или некоја градинка. Но во време на ВМРО ДПМН се изградија многу. Затоа, драги пријатели, гласајте за конкретна програма, долго и внимателно подготвувана. Не како на СДС за 6 дена. Подготвувана над 6 месеци, студиозно, внимателно и според потребите на граѓаните. Гласајте за луѓе кои што работат. Такви луѓе ни требаат. Луѓе работници, луѓе создавачи, луѓе што сакаат својата општина и својот град со конкретни дела, бидејќи Центар се сака со дела, Скопје се сака со дела, Македонија се сака со дела.